Или ние лажевме бе кога викавме дека Христијан Мицкоски е другар со господинот Горан Минчев, кумашинот на Бранко Црвенковски, често се среќаваат, заедно често анализираат. Со Горан Минчев они другари се последниве 5-6 години ептен. Минчев беше курирот помеѓу Бранко и Христијан. Значи Христијан на Минчев му кажува, Минчев на Бранко, Бранко му кажува на Минчев, Минчев му кажува на Христијан. Абе како не, од кај тоа со Горан Минчев измислувате, правите. Сега на пример Горан Минчев ќе биде министер за администрација. За да се вработи ВМРО со администрација треба кај Бранко. Ао, каков дебакл. Видиш каков обред треба да извршиш пред да се вработиш во администрација. Не е доволно да плюкаш само по нас. Секое семејство по еден вработен човек. Опа, ке се исполни на Бранко Црвенковски, ке се исполни ветувањето. Има едно прашање кое што одлично го постави Драган Цептер. Вели колку ќе ја покачат струјата на граѓаните на РС Македонија. Сега ќе ти кажам. Во владата има, мислам дека долг од некои си 100 милиони евра кон ЕЛЕМ, бивша, сегашно СМ. 100 милиони евра има владата кон ЕЛЕМ, затоа што нели владата донесе одлука лани или преклани која беше. Кога почна впрочем енергетската криза, преклани беше. Донесе одлука да ја субвенционира цената на струјата, за да плаќаме поевтини сметки за струја. И тие субвенции нели нормално мора да се платат од негде. Некој мора да го надомести тоа на ЕЛЕМ. Владата ги плаќаше таа ценовна разлика и сега заради изборите, заради не знам што не плаќање редовно од владата на ЕЛЕМ, ЕЛЕМ е во 100 милиони евра, мислам, од прилика дупка. 100 милиони? Да, од прилика, мислам дека е толку или толку должи владата на ЕЛЕМ. Тие се предвидени пари во буџет или не? Предвидени, ама нема. Они се предвидени како расход, ама како приход... Да. Вака, како преш? Тингл вака. Тинглче. Сега што ќе се случи? Веројатно, кога ќе дојде се новата влада, ќе мора да прави ребаланс и ќе мора да бара пари за да ги плати овие пари што се должат на ЕЛЕМ, за ЕЛЕМ да може да продолжи да функционира. Ако не, ЕЛЕМ ќе мора да ја врати старата цена и да ја зголеми дополнително цената на струјата, за да може да излезе од дупката од која што е побрзо, иначе ќе се уништи компанијата, ако не може владата да ги плати тие пари. Така да веројатно големи се изгледите дека цената на струјата ќе поскапе многу. Значи 20-30% сигурно. Види, ово е на некој начин надоврзување на она кое што и вчера го говореше Петар Арсовски. Значи ние без разлика, значи нема да се ставам у позиција да го бранам СДСМ, но факт е дека СДСМ владееше во време на корона, владееше во време на економска криза, енергетска криза и така натаму. Војна во Украина, знаеме какви беа условите и што се случуваше изминатите 2-3 години во светот. Поентата е дека многу е веројатно дека буџетот е празен, многу е веројатно дека новата влада на ВМРО-ДПМНЕ ќе се соочи со сериозни економски проблеми кои што не се сочува само Македонија, него и целиот свет и цела Европа, и веројатно ќе мањкаат со она кое што го имаа ветено пред гласачите. Најдобро излезно решение, предпоставувам и верувам дека на тоа ќе се оди, затоа и Мицкоски најавуваше нели оној кредит од милиарда поволен за инфраструктурни проекти. Тоа ќе биде едно од варијантите и едно од излезните решенија, а другото ќе биде директни капитални странски инвестиции. Ќе видиме колку ќе успеат да бидат конкурентни во услови во кои што држави како Србија имаат далеку поефикасна администрација. Ќе видиме како ќе се снајдат и со реорганизацијата на министерствата, затоа што, како што кажа вчера аналитичарот Арсовски, тоа прв пат го слушаме во јавноста, повеќе од 400 закони најверојатно ќе треба да бидат променети за да воопшто биде функционално, да бидат функционални новите министерства, па и оние кои што остануваат како делови од истите. Секако дека ќе мора да се променат, имаш нови министерства кои што немаат надлежности.
Да. Тие надлежности мора да ги добијат со закон. Да, колку рече, околу 400 закони. Па околу 400, може и Да. поише. Да. Секоја надлежност треба да добијат низ закон. Закон да се донесе треба да има... Секој закон мора да си има соодветна постапка. За тие да бидат функционални. Ти замисли не само што ќе треба да се носат закони за министерства да имаат некакви ингеренции за да бидат функционални, за да постојат за нешто. Тие сега ќе се формираат, ама нема да имаат Нема да постојат управен промет. Само ќе има табла. Да, табла. Има министерство, луѓе, добро, министер. табла, луѓе и тоа. Ама немаат никакви одлучувачки елементи, значи ништо не прават. Се на пример ќе треба, не знам, тоа што во економија било од издавање на дозволи за ископ на, не знам, за песок од речно корито, тоа е нели минерал, Да. сега ќе треба Министерството за рударство да го превземе, рударство, енергетика, минерални суровини, ќе треба тие да го превземат, ама се треба да се донесат за тоа два закони. Едниот закон со кој што се одзимаат ингеренциите на Министерството за економија, а со вториот закон со кој што ќе треба да му се дадат ингеренциите на Министерството за рударство, на пример. Еве и за туризмот. Туризмот излегува од економија, влегува у култура. Да. Исто и тоа. Или не знам, за дигитализацијата, мислам. Дигитална трансформација или како се вика? Добро, Да. Дигитализација. Не, добро. Вели Трокенбау Јачев 4-0, па што гледате уште фудбал, да гледате тука тешки. Гледате бе тешки муабети. Ги растурија како бугарска скупштина, гледате се тие шкотланѓаните. Има доста од гледачи наши од Германија, не знам како е таму, се радуваат ли, слават ли, или се више легнати да спијат за утре да можат да печачат. Тоа е омилен пестајм за поминување време, активност, пешачење на Како германци. знаеш ти од Германија си? Не, ми раскажуваше една... Ти си како на Кој што седа сладолед. Не сум ја дочко сладолед, Не ми кажувале. ама на еден другар гледал како Да. едно друго дете јадеше. Да. Инаку, што е најнови информации, што е можеби најинтересно до моментов е, знам си ги промовираше своите... Па нели министри. нели ние лажевме бе кога викавме дека господинот примариус доктор Оптимус Прайм Христијан Мицкоски е другар со господинот Горан Минчев, кумашинот Први. на Бранко Црвенковски, дека заедно често се среќаваат, заедно често анализираат, имаат состаноци, пијат пиво, јадат смоки и така натаму и да бе. Смоки јадат. Смоки со пиво и кикирики, Да, бе, не е да. битно. Стоби флипс. Стоби Само флипс. стоби флипс. Да, Озбилно, заради витаминка. Да. Иначе... Знам и зошто заради витаминка, ама не те прекинувам. веќе Нешто ме со прекинава. хидроцентралите да не е поврзан. Нема врска. Човекот од витаминка нема врска. Тој не е... И па минка, енергоминка, нешто беа тие. Па нешто има, Имаше брат, нешто, сега, да. ама добро, Вртеа сега, турбините немој таму. ти, нема врска На човек. смоки работеа. Не бе, брат. Тие вртат за да ја го вакво. Тие ги дробат кикириките за смоките. Не прават струја тие. Значи, Тие се како мелница. Они практично создале она, како се викаше, она машина на која што работи Перпетум. без перпетум мобиле. Перпетум мобиле. Како се викаше она за обезбедување? Дали перпетум мобиле беше и таа? Глупа ми беше сега тај. Да продолжиме. Да продолжиме. Ај пишете хаха у чат да го... Подршка. Не бе, И јас За сум Мичо. И јас сум Мичо. И ја грешам. Добро, те прекинав. Се среќаваше со Горан Минчев? Да, со Горан Минчев, они другари се последниве 5-6 години ептен, заедно со Горан Минчев, они правеа стратегии, кова, планови, се дружеа. Минчев беше курирот помеѓу пораките се испраќаа помеѓу Бранко и Христијан. Значи Христијан на Минчев му кажува, Минчев на Бранко, Бранко одговара преку па му кажува на Минчев, Минчев му кажува на Христијан. А он беше И така, како голуб, писмоносец. Па он сега како голуб Горан Минчев, брат, он е као од прилика Под полошка. као буф. Нешто би му дошло, брат. Сега не е Ево баш... така за министерот те води. И па бувот е одрас на мудрост. Да, символ на мудрост. А ти зошто ти одман идеш на... Абе, сега, не сум толку оптимист. Не сум. Ќе Види, признам. у македонската или у словенската митологија бувот е лош
предзнак. Да, а во грчката бувот Минерва е Да. на божица на мудрост. И на богатство. Сега зависи по која митологија се водат овие. Значи, па добро ли се Словени? Да, овие од знам. Да, А овие се антички. Овие се антички. Па значи за едниве лош. Така ми изгледа мене под прилика Горан Минчев. Минчев. Плюс минус може ќе се. Да, као порамнат. Да, и не може да биде гулап. Гулапот е галантен. Елегантен. Да. Мислам и бувот е. Ама е тивок. Бувот е тивок, разбираш? Никој не го гледа, не го знае. Ке помине, ке пренесе пораката, никому ништо не се слушнало, арно, ама има некои јастреби кои што од страна гледаат, посматраат, знаат, виделе и така натаму. И ова кога го зборевме ние лани и прехлани, кога го зборевме ова, бевме, како не, од кај тоа со Горан Минчев, Third Part, измислувате, правите. Да, вие Мицкоски и Бранко. Филмови правите. И сега Горан Минчев. Шо му он кум на Бранко, шо му е некоја... Кумашин. Да. Така да, сега, например, Горан Минчев ќе биде министер за администрација. Вработувањата во државна администрација ќе одат преку Горан Минчев. Значи сега за да се вработи еден ВМРО-ец во јавна администрација, треба да го праша... Знам што треба да направи, треба да го праша Горан Минчев. Кај Бранко, како беше Бранко вака со рачето? Знам што треба да се направи. Леле, за да се вработи ВМРО со администрација, треба кај Бранко. Како дебакл.